Повели. Не можам да си повервам дека од оваа страна сум. Добро дојде. Добро те најдов. Во собствената твоја кола. Хвала. Овој вака се врзва појасо. Ме исто како овој, само од таа страна. Значи од само да тргнам. Да. Хај луѓе. Хај. Вера ќе ме вози. Ајде се чекај да тргнеме. Од јас Првен не. жмигаве, знај си и види дали ти кола. А се цела емисија ќе ми кажеш од Рабра. А ти шо мислиш кај мене в кола си? Ајде, чекај, дури да тргнеш ќе дојде другата кола. Иди. Ајде, сега може. Ова влегвај, мене, ајде. Тргај погоре кон плувета, така. Море со шлајфка тргна. Не ми врши. Втора, мене, втора. Чекај се да ја погодам третата и ќе почнеме со муавет. Кој ќе ја погодиш третата? Ај пристим тража, истучи го се жмигавеца. Ама не се цела емисија ми збориш. Добро, ето. Како возам, се нафати, ќути. Добро ми дојде. Добро те најдов. Вака да кажеме на гледачите дека не ми даде да ти го возам југото, че имаш доверба во мене. Туку че имаш доверба во Јоцо дека ќе ти го среди после. И тоа е точно. Така. Ама да кажеме причината зашто ме возиш. Да, тоа сакав и јас да ти речам, да те прашам. Еве сестра на југото. Еве сестра на Јулијата. Кој е поводот што денес си ги сменавме местата и ти мене ми гостуваш во твојата кола. Ти во мојата емисија. И во твојата емисија, да. Значи јас сум гостин денес. Да, ти си гостин во мојата денес. емисија, ама Вероника ќе ми биде водител. Да. Поводот е 8 Уствари, јас сум март. гостин водител. Гостин водител, да, ама Да. поводот е 8 март. А 8 март еднош е денот на жената, друго е и 2 години од Југо. На тој ден го почнав Југото. Да го снимам така да еве еден јубилеј одбележуваме Вере. И мораме на почеток да кажам дека Верето ми се јави и ми рече имам една многу јака идеја, дај да Како те снимам. секогаш. Така, да те снимам и да бидиш гостин во Југото и јас да ти направам тебе интервју. А Јас ќе ти зошто дам е тоа соочек. така? За мисли. Не знам, ти кажи. Јас ќе ти кажам. Затоа што ние претходно, кога ќе си збораме приватно, нели, пошто се дружиме, ти ми имаш кажам дека многу често луѓето те прашуваат од кај идејата. Вака се, јас те познавам колку 14 години Па да. и знам ти милион проекти си работел досега и сите тие милион биле твоја креација лично, ништо буквално немаш земено од некој, туку напротив си измислувал цело време твои проекти, па стварно е така, се реално. Испапали, добро, И се што си фатил се било доста креативно и многу успешно. Јас можам да набрам 10 проекти моментално што знам дека навистина биле Ама успешни. генерално сум бил зад камера, Вере, не сум бил пред камера. Ако значи. небитно си работел во тој свет и си бил креативен и успешни ти биле проектите што си ги работел. Да. Најбитно од се си се издвојувал по многу работи, така и со Југото. Југото е една од најуникатните емисии што ги имам сретнато. Југото е еден проект што кај јас прв пат застанав пред камера, сакаш четврта да клеш? Абе, Вози со трета, убаво е, рано е за да четврта. не му сметав новај. Не вози населено место, си 45 возиш доволно е. Иначе Југото е прв проект кој што го направив за себе. Оти ја се правив за некој друг, така било за некој друг проект, било за нешто друго, тие биле да мои проекти, ама во рамки на некој друг проект. Не знам дали бил филм или бил театар или било точно. нешто друго или бил фестивал или не знам што. И овој прв проект кој што си го посветив на мене и кај што јас застанав пред камера и некако ете мојот прв проект успешно се изреализира веќе 2 години. И ова е трета сезона. И ова е трета сезона и мислам дека моментално е во цутот на Југото. Па добро се види, и втора беше многу добра сезона. Секоја наредна беше подобра, тоа е знак дека си напредвал со тек на време и дека станало гледано, нели? Точно, да, супер беше, иако овој го имам повторено муавет неколку пати да ќе го кажам, да ти кажам како почна. Да, многу сакам да ми кажеш како. Не, прво од кај идејата стануваш едно сабајли си викаш ајде денес да правам Југо. Офлеле, тој дел не знам колку сакам да го зборам, ама ајде ќе го зборам, пошто имам едно такво невкусно минато со почнувањето на овој проект. Уствари беше предложен на еден медиум и беше одбиен од страна на тој медиум овој проект како неедукативен, незабавен и на ниско ниво. И јас реков окей, и то така застана тогаш и среќа што Вере втора ја кладе наместо четврта. Ајде. Пак втора ја кладе. Ајде држи кум. Ај клај ми ја Ајде, ти. вози. Фала. Не, Дали пак е пак? втора. Мицина знаеш од таа Ајде. Вози. Многу се Туража, извинувам што туража. те прекинав. Добро е. И беше понудено на емисија, ама ти Беше одбија. на медиум да понудено, ја одбија, ти кажав како неквалитетен производ и
така остана идејата да тлеј. Ти му рече сега ти покажам кој не е Јас квалитет. не, прекинав да работам по медиуми, пошто 10 години работев по телевизија. Знат веројатно некои луѓе што сум правил по телевизија и така натаму. Не знаат луѓето, затоа и баш читав коментари на YouTube дека многу често прашуваат како дојде да го создаваш ова нешто. Ете така, А си работел за друг. имам 10 годишно искуство во медиум и луѓе, бев по телевизија новинар водител. И прекинав со таа приказен период, работев за една америчка компанија и се тргнав тотално од камера, од јавен живот и така натаму, не дека нешто имав као вау, некој јавен живот, али окей. Се тргнав од тој дел и си реков јас поќе никогаш пред камера нема да застанам и никогаш поќе нема да го работам ова нешто. И беше Кики Плиш, мојата прва гостинка во југото, уствари, кај мене во студиото. Снимаше кавер на некоја си песна. И ми рече, сакам ова да го испромовираме некако, ама тоа да не биде ми вели само да го споделиме на Facebook и на Instagram, туку да го направиме во некој поинаков, поинтересен формат, да немаш некоја идеја. И му ама јас имам една идеја, нешто како карпул караоке со југото едно друго, знаеш, му велам, ајде да пробаме да снимиме нешто така, знаеш. Јас мислев како едно видео дека ќе снимам за да го испромовираме тоа што го сум го работел во студиото. И го снимивме со Кики Плиш, преако поминавме во таа првата емисија. И го измонтирав, вечерта се собравме друштвото сите, ја го гледавме видеото. И сите се смееа, онака беше позитивно, мислам супер позитивна енергија, многу го објави го одеме као преако е тоа, знаеш. И ми велат сите во емисија треба да ти биде, знаеш, почни си ја не бевам каква емисија, јас уште за емисија сум, немам ни енергија емисија да правам ни ништо, тоа е тоа. Кренав раце од таа. Кренав раце, да, мом само така колку за песната. И го објавивме тоа видеото и стана вирално со првото видео со тие ружите што ги дававме од Џамир секому. И добив многу коментари по социјални мрежи као честитки за новата емисија, браво, време беше, а во тој период баш ништо не се случуваше да речем на оваа сцена со подкасти, емисии и така натаму. Да, уште не беше. Да, немаше ни комичари, ни стендапи, ништо немаше. Тој период беше некако после короната, афтершок, и буквално беше мрак и така некако спонтано се погоди, јас се излезам со југот. Втора емисија, најмилка, трета емисија, паѓото и тие крајва се поќе и поќе гледаност и тоа стана вирално, почна да споделуваат нели портали ваму таму. И ете, дојдовме до да имам јас трета сезона југо. А дали знаеш од прилика колку вкупно гости имаше во 3 сезони? Би требало околу 100 вере. Околу 100. Да, мислам дека веќе сум. И колку југа се 100 толку? Или има гости што се повторуваат не беше? Не, имам 2-3 што се повторени, генерално се сите нови гости. Ама тие 2-3 биле наменски, пошто еден период снимав за Манаки и за програмата серијал тука на Југо емисии. Таму имаше Најмилка и Пројчевски беа. Друг не се сеќавам, евентуално ако влегол во некој лајвојете неколку направив за зимската приказна, значи ако некој уште еднаш влегол, не можам да се сетам, пошто вистина околу 100 луѓе се и не можам да нормално. Колку бил да ги видам сите видеа онака едно по едно ќе ти кажам приказна да ги памтам. Сега сакам да те врашам нешто, еве ти имаш од прилика 100 гости во 3 сезони. Да. 100 гости се 100 гости. 100 гости, да. 100 гости се 100 гости. Многу често слушам, пошто нели јас имам пријатели во телевизиските води, исто и по интервјуа слушам, дека било многу тешко да договориш гостин во денешно време и дека во глобала јавните личности им е смачено од гостување и не ќат многу по емисија се појавуваат. Тебе како ти се одвиваше тој процес? Посебно му се јавуваш и му кажеш ќе те возам во југото. Абе види се, има вистина во тоа што го збораш, не дека не е вистина. Ама па зависи и начинот и пристапот на кој што му пристапуваш на гостите. Ти генерално да, тие се јавни личности, тие без разлика што се јавни личности имат и приватен живот, имат и сопствено време и се ти не можеш да му го менаџираш времето за само ти да си исполниш твојата цел. Дека треба да го снимиш како во емисија, ако не го снимам сега, ќе го снимам по еден месец, два. Пример со многу од гостите сум се договарал долго време, 2, 3, 4 месеци. Пример Марк Де Јонг се договаравме месеци. Владо Дечиновски месеци се договаравме, ама па имав една интересна ситуација. На зимската приказна настапуваат Ареја, групата. И сега тогаш во живо нели одев на YouTube. Требаш овде да свртим, ама и на грчка граница ќе свртим на Грција сами. Ти за мене ми го организираш пада? Не, знаеш каде ќе одиш, ќе свртиш лево на кај Гермија, на Мариовско малце. Таму точно ќе возам. Таму не модерно време иѓам. На зимската приказна настапуваат Ареја и одам за да ја побарам Ружица за да ми биде гостин во југото, за да направиме интервју. Значи прво организаторот, не знам таму менаџерскиот тим веројатно неизин.
Други што беа сите во организација ме убедваја, значи не ме оставаја ни да стигнам до неја, за да ја прашам лично жената дали сака да ми биде гостин. Ме убедваја дека не, Ружица е алтернатива, значи таа е underground, не е комерцијала, нема да ти прифати, таа ги одбива некој, дури онака ми споредија со некој да као што ги имаме естрадни магазини и така натаму. Да, ама ти имаш алтернативна емисија. Ако негде сака Ружица, треба кај тебе да сака. И вели таја нив ги одби, кај тебе нема шанси да дојде ми вели. И му велам, може јас лично да ја прашам им лично таа мене да ме одбие, не вие да ме одбиете. Точно. Оди прашај, ама ќе те одбие. Нешто таква мислиш. Добро, окей. И он здраво, Ружица, вака и вака, дали сакаш, он кратко, 10 направо. 10 минути, он барем да си во југо, тако ништо поќе, ако немаш време. И се размисли вака и ме гледа, ај ќе дојдам ме вели. И си дојде. Овие вака загласе фатија. Со каков пристап. Да, загласе фатија, мили како прифати. Му вели, види го дечкото колку е фин, вели. Како да не му прифата, ајде чадиме и ќе снимиме. Да. И дојде, направивме интервју, супер интервју со Ружиц. Поздрав, Ружиц. Фала ти што дојде во југот. Да, имаш некој што ти имат одбивана? Да. И кои се најчесто изговорите? Пример, зошто не иди во емисија? Најчесто не ми креват ни на телефон, не ми ни ваќаат ни на пораки. Лелето многу пораки. често го слушам со некревањето на телефон. Да. Се случува се, тоа е тоа, ама знаеш како е секојаш велам, секој со своја приказна, се може има некој друг проблем, па што некој да сподели со мене. Да. Од каде да знам што му се случва него во животот. Се јас го викам, јас сметам дека секоја промоција е добра промоција. Реално југото си има публика и фала ви на сите што ме гледате, како што ме гледате. Тоа сега се надевам дека ќе се зголемиме уште поголем број. И влијае, мислам, вистина влијае врз нивната кариера и така натаму, пошто луѓето сакат да слушнат што се случва во животот на луѓето, така? Да. Значи сакат да знаат како му е нив од тие. Еве јас на пример, пак ќе ја земам Ружица како пример, огромен фан сум на Арија од мал. Ја сакав Ружица од мал. И значи кога дојде во југото јас се тресев од возбуда, буквално дека Ружица е до мене и дека јас правам муабет со неја. Значи сите песни му ги знам, нема песна што не знам пример од Арија. И се сакав да слушнам што ќе ми кажи таја, како ќе ми кажи нејзина приказна, нејзина страна да кажи. Така да секоја промоција е добре дојден и така се прави на пример и естрада, така и луѓето ќе сакат да слушат и македонски артисти, не мора да значи дека се музичари, пејачи, еве имам и глумци, имам луѓе од јавен живот, креатори и политичари се. И политичари, зошто да не, така значи сите се тие луѓе кои што креират нешто во нашата држава и заради нешто се јавна личност. Да, и сакаме слушниме нивна приказна, секој има нешто да каже. Јас викам и со обични луѓе сум снимал. Значи најрандом луѓе на улица што сум ги наоѓал, сум снимил емисија. Точно. И секој има, ама секој тебе не те недов на лицето. Секој има некоја приказна која што може да ја раскажи и да види тоа, не знам, ете интересно, забавно за луѓето. Да, за одредена целна група. Така е. Ама и многу често слушав по твои емисии баш самите гости дека велат дека заборават дека се снима, зашто стварно е многу лабаво, опуштено. Точно. И е друг пристап на нештото. Значи не е исто како да седнеш во емисија на фотелја со 7 камери вперени во тебе и различно луѓето ги запознаваат од друга перспектива публиката. Трета. Чекај се да го погодам шмигавецо. Која беше трета? Право, само од кај што си. Ете така. Мислам дека е трета. Трета е. Можеш и под кумтук. Со побавна брзина, вози ти смена брзина. Слободно. Фала. Јас ќе ти бидам мењач по емисијата. Ај, биди ми барем мењач. Ајде. Фала. Пака да си возам сега? Не, втора е, сега ќе мораш трета да ја клеш. Вози, јас ќе ти ја клам трета. Ајде. Ајде. Плавај. Ајде. Фала. Само туража поќе да му. Ето Еве. така. Добро е. Дупка. Абе, гледам до толку. До кај бевме, што ме прашуваше? До тоа дека луѓето се лабави во твојата емисија да. и предпоставувам мило име на гледачите да ги запознат во поинакво светло. Точно. Сега знаеш ти си зошто е имал- тоа така? Оти кога ќе седнеш во студио како што рече со камери, но друго, значи ќе застане водителот и те гледа право во очи Да. и ти поставува прашање како знаеш малце така е пристапот е како дај се во тебе директно, во тебе е фокусот. Попотенцирано е дека си во емисија, вака овде си на Тука возење. си гледам еве природа, патот, гледам дупка да нема на патот се Пошто мораш југото да опазиш, не ти е за мене. Спонтано, значи си оди нешто ти пусне, ме гледаш во очи, не ми правиш тензија на пример од тој аспект, си гледам улица пред мене, камерата. Да, различно е, стварно е различно и така. баш и затоа и толку југото се разви, затоа што е поуникатно и поопуштено. А друго што е интересно, сега сакам да те прашам тебе, пошто ти си водителка исто така долги години. Не. Добро да ја работеше вере во медиуми и ти. Јас бев Беше. во обид да бидам водителка. Точно, ама како е па да водиш емисија, да смислуваш прашање и да возиш во исто време? А мене ми е лесно, јас сум сега веќе Искусен шофер. искусен шофер. Не, па никогаш не сум и сум имала проблеми со смислување прашања кога имав 13 години, сега Че да имам зимам назад? 26. Шо?
дали снима аудио. Еј вере, ти идеме почасти вака како добро домаќинка вода. Ама ја затоа ти ја оставив таму за да си се Еве напиеш. јас овде ти оставив тебе твојата. Сакаш да ти отворам? Да. Ајде отвори ми ја, кај ми О, мене че ме боли палецот од маусот што работам цел ден на компјутер. На ти ова мојата ти ја отворив, чекај да влакнем цел ден. Од колата е нешто од куќето. Што го возам. Ајде да се напиеме и Ајде да се напиеме, Не фала можам и ви. да пијам и да возам и да прешвам. Ајде да те видам тоа како изгледа. Многу убава водата. Фала ви, Пелагонка. Да. Да си купите сите Фала на пелагонка, спонзорите на секој Југото. ќе го затворам. Фала, затвори ми го, дај да ти ја оставам јас. Не, ја уживај, ти вози си, јас ќе Да не ги смешавам. Не, ве твојата е овде, ја клаваме тука, а мојата ќе сетвам напред на маска. Добро. Јас си знам кој ми се цаките во Југот. Сега сакам да знам кога сме уште кај гостите. Уствари ти ќе ме прашуваше нешто, а како било да смислуваш прашам, прашања? Лесно. Така, да заклучиме. Се знаеме доволно и лабави сме еден со друг Да. и ова ми е се окей. Сакам да знам дали имаше некој гостин што се покаја дека го викна во емисија на сред возење. Не мораш да ми кажеш кој, Не, само не, дали не. ти ма дојде да го слезиш некој. Не, никој буквално. Јас гледам, мислам се секој гостин има различна енергија, ама гледам сите да имаме убав печаток и позитивна енергија, значи во нештото гледаш во мојата емисија веќе 3 сезони функционира без драма, без скандали, без Да, црни можело, дамки, значи. поставување на кариера, така. Значи јас не се замарам со не знам, секој си има свој приказ, на некој па на таков начин добива публика, што окей, оправдано. Да. Што Секој- мислиш за таков начин на добивање публика? Окей, значи секој, затоа викам, секој Ама со е- својата приказна, значи Ама е краткотраен начин на не добивање знам, ќе публика. видиме, ќе се покаже времето. Си покажува зашто скандалите траат 3 дена, по 3 дена има нов Да, скандал. само знам дека сум имал гости кои што дошле кај мене и рекле ќе ми се налути тој и тој, Аха, а заради тоа што не одам кај него, пример. добро. И му велам зошто не одиш, пример. Ако одам таму, вели јас себе толку години сум пример на сцената и немам црна дамка во кариерата. Ако одам таму ќе си направам црна дамка во кариерата. Затоа што има водители што градат кариера На скандали и така натаму. Јас не предпочитам да имам скандали во емисијата, не предпочитам да имам, не знам, да му вадам некои работи кои што ете не ќе да се споделат јавно луѓето и јас дам понекогаш сум имал контроверзни прашања, тоа да, ама никогаш не било до толку да можам јас да му оцрнам кариерата на некој или па некој да неќе да ми прави утре други ден муавет, отиот јас сум поставил тоа прашање или ако имало нешто спорно, вербе јас 90% од емисиите ги не ги сечам, не ги едитирам, значи, Да, што да, тоа е само- еден кадар, one јасно. take, знаеш, се имало моменти кај што некој нешто е кажал во колата. И кај што јас сам сум рекол, ова нема да оди во етер. И сум го секол. И сум му се Добро, јавил, сум зошто му си кажал, направил тоа? ова мислам дека не е добро да оди во етер. Зошто ти не е добро, на пример, има на работи кај што на пример се некој вистина некој збор ќе му излета. Како И тоа за може- друг некој или нешто такво? Општо нешто било што може да ти излета тебе во текот на емисијата, пошто е спонтана емисија, не одиме ние по сценарио. Да, па мене ми излезе кургла и ми го објави. Кургнебо добро, ама се тоа беше смешно и не е спорно. Има некои работи кои што може да бидат и погрешно И сватени. да настани конфликт. јасно, Ете, јасно. така и да настани конфликт. Овде има една пруга, може да ја клеш и втора. Со куплок прва Оф, блиска. мајко. Клаена? Да. Овде, не бе клаена, тере. Тере бе вози вере слободно. Браво, свере, ја поминавме пругата, сега сме Кременица. Стражија битола. Овде автошколите возат и Вероника. Кој ќе ја клаваш трета, забрзај малку. Значи немојта, не, ја имав клаено нигде. Ајде да видиме како ти ја клаваш трета. петта ја клавам, Трета знам. е. Тоа е прва. Вера ќе ми ламела. Гледаш? Ето овде ти ќе си клам ќе ми изгориш ламелата. Нема да ти е прв пат. Сега забавенев дека може некој збор да ти излета, еве ми излета. Ама ќе си се цензурирам самиот себе си. Значи колку има љубов меѓу тебе и Јулето, не О, ми не ми можам, е да. реално. Ето гледаш, ме погоди во срцето. Гледам, значи се лицето го смена за ламелата. Вози, трај. Ете средата, ајде доста. Ќе одам во Ива Бјути. Да. Чекај да видам колку време муавет. Правиме да не ја претераме работата. Не беше да ја претераме, сега почнеме. Добро, 20 минути, веруше 10 минути, мама ајде да рувајме. Што мислиш ти? Бај ќе те дарувам сега. Оде негде потаму ќе Чекај, најдеме да, паркинг. знам дека треба најдеме паркингче, те дарувам, толку имам гледано. Ајде дури да најдеме паркингче, уште кажи ми дали имаш омилен гостин ме интересира. Ама немој лице да ми правиш. Не ти прам лице, немам омилени гости, сите ми се омилени. Дај бе сега кажи. Не, бе, не можам да се сетам кој ми е омилен. Извини, гостин. знаеш зашто го прашувам тоа? Зашто ти изваде гости во Југото, што со години никој ги нема извадено на телевизија. Вистина? Да. И тоа е многу добро. Може. И тоа е многу добро. Прво што те испоштовале и дошле, второ што сепак си постигнал нешто што не е секојдневно. Иначе дали имаш омилен гостин?
Абе, не можам да кажам дека имам омилен гости, но ти не благодарно, например, Добро. кон останатите. Ама реално секој, вака имам омилени моменти од секоја емисија, може да потостанеш ова. Да, тука и мислам. Да, комплу кочница. Ја вадиме од брзина лет. Ама прво. Добра си. Осе ќе мируваме, случајот до крај ќе мируваме. Озбилно? Да, озбилно шо? Леле, че си потресен за ламела. Не бе, не е супер, вака ќе си паја, само во прво ти ќе замини. Чекай. Еве сме тоа. И моветот имам омилени моменти од секоја емисија. Значи, од Добро. секој гостин имало Например? нешто што ми било, да речам, омилено. Отвори на Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, види ги сите рилси, тие моменти што се омилени, тие се извајани како рилс. Мене што ми се омилени. Значи, има некои моменти кај што, еве Давид, ќе го поздравам Бошевски, ми вели дај ова да го извадиме за рил, јас мом не, ова извади го за рил. И ќе ми рече, ова појако е. А вако мом мене ова ми е појако. И реално го правам така, знаеш зашто тоа е моја авторска емисија. Да, и твојот сенс е тоа е тоа? И мојот сенс е, сега луѓето ако сакат тоа да го гледат, ќе го гледат. Значи, уствари го гледат она како јас размислувам преку југот и вервај дека се е пуштено со некаква причина, ништо не правам без причина. Значи, сметам дека во тој момент тоа било добро да се објави, тоа го објавувам. Ќе ме даруваш? Да, ќе те дарувам, ама сакам уште нешто да те прашам. Дали беше во шок малце кога почнаа бројките на рилоите на Инстаграм на почеток да стануваат стварно многу големи? А станува е и ту за многу пообични луѓе. Да. Со прва сезона особено. Јас имав уште во втора, во трета емисија над 100.000 прегледи на Reels, Да, така што да. кој има друг 100.000 прегледи на втора емисија? Да, ама погоди веројатно добри луѓе со добри муавети, значи ги погоди. Знаеш како имаше моменти кај што на пример еве се велат луѓе, треба да знаеш да поставиш прашање. Мене вистина телевизијата кај што работев медиумството и новинарството кое што го работев ми поможи да знам како да поставам прашање. И се си реков, она што го учев во телевизија, она што го научив од таму беше како една рамка и дека вака се поставува прашање, вака се води емисија. И се си реков, окей, што го научив, мислам не дека станав некој експертки нешто, ама и да пробам обратно од тоа што учев. И така го правам во југот. Да. Значи, се она што научив го направив обратно од тоа што сум го правил по телевизија, ја, функционира. Испадна дека Например, на телевизија прашања кои што сум ги поставил во југото никогаш не би поминале, би биле исечени во монтажа, цензурирани. Не би и така му биле натаму. интересни, ама си го имаш сенсот, затоа и го создаде југот. Ето Чеки така. се ќе те дарувам. Прво од напред, па од назад. Точно, виде, имаш гледано. Вака сега, оптика, диоптрика. Така е. Ете, имаш ваучер 15%. Можеме после ова да одиме таму. Така јас велам. Еве научарите ми се од оптика диоптрика Хуго. Ајде бе, Да. види ти. Имат убе Епа бренда ќе имат, одиме. оптика диоптрика. Ти мене од кај Страдивариус мисе. Тие не беа виолинисти. Не. Секој виолини имаш научи гудала. Ете, јото, ламелата да ти ја провери, пошто Сега ќе ја после ова провериме. вожња, Нова ми е реално. ламелата, нова ми е. Абе, нова ти беше, сега ќе видиме. Јоцо. Аман. Го сакатив детето, не за нешто друго. Само нешто се случува. Што му е работа, ајде. Имаш исто ваучер од кај Кики, Фризерката? од кај Кики фризерката, да, за стрижење. Јас сум за стрижење, ама многу ми е жал да ја стрижам. Зашто да ти е жал види каква ти е цела со метил долу да си стрижиш. Кај Кики Јас тебе ќе те слезам, ако немаш ти никој слезен од југото. Фала Кики. Ама Кики не стрижи машки, така да ти ја поклониме. Ајде, јас ќе одам. Вредносен ваучер од Магнум. Така, ќе си го... ова вака сега, значи кај Магнум југото сакам да си го однесам и да ми направи хемиско чистење на се што е можно овде, пошто вистина си извалка југото, пошто премногу луѓе влегоја и во време, и во невреме, и во кало, и во се и се што, И и во цел снегови. тепих е долу катастрофа, малце и седиштата се заона, тапацирите. Магнум очекувајме во најскоро време идам на полирање и на хемиско чистење на југцето. Така, и пошто правевме муабет дека сме гладни двајцата, ќе одиме на Пастрмајлија. Валка, имаш Валка. пробано? Немам, Знаеш колку е убава? не знам. Јас вака штип студирав, јадев штипска пастрмајлија цело време таму. Во Што Битола се смета за најуба? вистина е најуба. Значи не она е најуба и после може да ме прашаш за штип ќе ти кажам нешто. Ајде. После спонзорите. Вистина е многу убава штипската пастрмајлија во Алка, пошто е најштипска од се што имам пробано. Ако се вратив во Битола после студирањето во Штип, барав штипска пастрмајлија за да можам да јадам и тука, знаеш, што ти Ама да не јадам немаме. во Штип. Немаше, ама сега еве има Алка. Сега има. Ги има кај Одиме, ајде баш да ме увериш, накарши пошто јас не породинските сум, онде велат, да. не сум мерак по Пастрмајли, па ќе видиме. Ете така. И едукативен... Едукативен. Едукативен центар Макси. Така да се гледат на камера. Извини, бе, имам забораено. It's been a while. Ето така, Макси, да. Ова е едно јако еден јак едукативен центар, се наоѓа до Рашчекор.
Ти имам кажано за него? Не. Работат со деца од предшколска возраст. Тоа ќе те прашував до која возраст. Да, и работат на многу интересен и креативен начин за развивање на се и се што кај дечињата. Кај Киријана ќе ја пуштиме таму. Точно, и ти знам дека имаш другарки кои што имат дечиња, може Сите да ги другарки пуштите. имат деца мои. Да, освен ти, ајде кај да еве ќе почекаме и на главче. Да си ги пуштите дечињата таму, вистина знаат како треба со деца да се работи. И баш ми е мило. Сега, пошто си многу убав нешто последните неколку дена, да кажеме на што се должи тоа? На Ива Бјути центар, фала ви Ива Бјути центар, бев кај нив на улепшавање, на разубавување. Си направив третман на лице, имав и третман масажа. И да ти кажам, 2 сати поминав таму и се вратив препон со енергија, препороден, преубаво ми беше. Јас една година соработувам со Ива Бјути центар и немав никогаш оден, прв пат дојдов сега. И морам да кажам дека време луѓето да почнеме да си посветуваме внимание малку поќе на себе. Од јас цело време посветував на емисијата, да се измонтира, југото да се направи. Гостите да ми се убај. Гостите да ми се тука и се заборив малце сам себе. Да, не треба то сите, посебно мажите, пошто мислат дека срамота е да одиш, не е срамота, напротив, фала супер е. Вива, вистина преубаво се поминав. Така. 5+. За Маша или за ото? Ти дај ми го за Маша, после ќе ти кажам јас. Ајде. За Маша ми даваш се храна од 5+. Да. Фала ви 5+. Секогаш имам храна најуба за Маша од таму, така да уште еднаш фала и за цела поддршка што веќе втора сезона 5+ ми се поддржува. А си јади од не? Јади, има и за мачи и за куќа. Добро. И сега пошто си разубаен од Ива, треба јубо да мирисаш. И имаме Ноир парфюмерија. Точно. Дај Благодариме, да Ноир. мириснем. Чекај се да ти кажам нешто пред да мириснеш. Ајде. Види сега што имам. Ноир парфюмерија ми да ти доделува парфемче, ма видиш што пише внатре? Женски. И па јас вака ќе направам, ќе ти го поклонам парфемчето за тебе женско. И сите останати поклони веројатно сега ти ми ги даде, јас ќе ти ги подарам тебе. Да имаш Знаев, затоа ти ги дадов. Ова е се за тебе, вереш. Yes. Повелеле. Јас полото ќе си го однесам кај што треба сега да оде. Да се што Овие другите по пола сака ја да име постерма или едно друго. Сакаш заедно во Ива да одиме? Friendship goals на третман? Може. Ајде. Чекај само да го мириснам, ова Ќе се многу ме мазниме. интересира. Преубаво. Ти го погодив? Да. Преубаво ми Кажи, се. знам, Топ. затоа ти реков нема. И трат. Многу Имам трат. пробано, Баш стварно. сега сите ми велат, леле, колку од кај ти е парфимо како мирисе. Јас мувам човек, мили премногу прскаш. Не, 2 пати прскам само на мене, Да, ма вистина трај мирисе многу. да. Убаво се концентрирам. Да, леле. Обавени, Ноир ги има во близ, знаеш? И во близ ги има? И во близ ги има. Стварно, не знаев. Значи во недела можеш да си купиш парфем, чисто и 5+ ги има во близ. Па најубаво е да си купиш во недела, пошто другите дена кој оди по парфем. Така е. Кажи уште за Штипа, ајде, што сакаше да ми кажеш? А, И после уште нешто ќе да те прашам. Да, ти такнува ко бев кај Дуле во емисија во Брчеме со Дулен. Да. И ко ме праша за штипскиот дијалект како го разбира. Леле, ко те нападна ја, како боже мој, да, знам. Тие ми се првите хейт коментари што ги добив. Ти се први. Сакав тоа да те прашам, не како се справуваш со хейт коментарите, точно знам како се справуваш со хейт коментарите, туку исто сакав, пошто нели многу поголем број публика имаш надвор од Битола отколку во Битола, Да. и на што мислиш дека се должи тоа? Зошто битолчани помалце си го ценат своето отколку што другите не ценат? Јас вака се најмногу имам публика од Скопје. Значи аналитиката на што има на социјалните мрежи 47 до 50% се од Скопје. Значи тој е процент, некој на Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Битола е втора со некој од 12 до 15%, тоа е голема разлика во процент. Веројатно се должи на тоа, неќам, мислам, јас многу си врвам со битолчани, гледаш битолски фирми ме поддржуваат и така натаму. Ти генерално изглед луѓето, речем, ме поздравуваат на многу пријатен начин, не дека имам некаков проблем со битолчани, мислам дека се должи на тоа што Битола е помалку населена од Скопје. Генерално Скопје има поќе луѓе. Добро. И ние како втор град во Македонија сме втори на листата кај мене, таа некоја логика ми е. После се не знам, Охрид, Прилеп, Тетово, Куманово и така натаму. Значи мислиш дека на тоа се должи? Поголемите, да, мислам дека се должи само ради тоа на процентуалноста на население во градовите, не дека нешто друго. Мада тоа ми е добар показател дека ме гледа цела Македонија, дека не е локален. Па нема многу емисии што можат да се пофалат дека има скопска публика, а се локални или регионални емисии. Добро, са твоето е на YouTube кај што може секој да го види. Мене ме гледат и да, на пример, има држави Германија, Австралија, Америка, мислам. Јасно. Али сепак авторски производ на битолчанец точно, и е многу битолска емисија која што излезе емисија. надвор од рамките на Битола, која што не е ни локална ни регионална, тука ја гледа цела Македонија и јас сега дури на почеток да почнав локално,
Ама се веќе со текот на времето размислувам национално и гледам да задоволам се останаат од градовите кои што еве имам публика кои што ми коментираат сегде. Значи поздрав до сите што ме гледаат од сите други градови. Па со имам многу публика. љубов го кажуваш целова околу југото. Па си го сакам. Реално Гледам дека ако си го го неќев, немаше да го работам. Вере, знаеш и сама, тоа што неќем не го правам во животот. Да. Дури ако неќем да пием кафе со тебе, не излегувам денес со тебе. Зато не излегваш само? Не ме се со тебе сум. Значи сакам. А што ќе правиме сега со југото, ќе продолжуваш? Не, ексклузивно, ајде сега да кажам. Значи, трета сезона ќе биде последна сезона на Југо. Имам некоја подруга визија за понатаму, мислам дека му е доста на Југото. Ми се умори малце од возење, вистина го преусисав, премногу го Ламели извози. едно друго. Не, многу го извози, вистина. Еве го гледаш колку има 90 и колку има таму пише и поминато. 91.000? Кај треба да? Еве ги бројките таму. Ау да, 91, 220 и 3-4. Ете така. Значи немам ни 100.000 поминато со Југото, генерално е ново за наш пазар и сакам да си го задржам пошто премногу сакам Југо. Еве си имам тетовирано, така. Премногу сакам Југо, од секогаш сум сакал, знаеш и сама, од секогаш имам Југо, пошто се познаваме долги години и сакам да си го зачувам како кола што ќе ја возам дур живеам јас. Така да, затоа ќе го прекинам. Не дека Истото сакаш да го задржиш толку многу? во Југо, да. Никогаш нема во Југо да го откажам, пошто премногу моменти имам во Југо, како да го однесам на друго Да, место. љубов е љубов. Да, сакам да кажам дека ќе го има во некоја помала форма, ама како серијал Југо нема да го има. Трета сезона ќе биде последна сезона, а јас како со некоја друга емисија или не знам која форма, не знам како да ја наречам, ќе се вратам, здравје Боже, од на есен. Како и секој пат кога завршуваш со еден проект, се враќаш со ова не појав. мора да значи дека сега е крај на сезоната. Сезоната ќе трае до мај. Сега значи ова го правиме за 8 март за 2 години јубилеот. Ќе си имам гости, уште имаме снимени емисии. До крајот на мај може би негде почетокот на јуни, зависно од како ќе биде договорот со гостите. Ама ќе дотрае, ова сезона ќе си дотрае и после Југото ќе го има само во одредени моменти кај што треба да го има, нема да го има како серијал. Пак имам интервјуа и во Југото, нема да го откажам тотално, ама нема да биде како секоја недела. Ќе видиме како ќе се одвиваат понатаму работите, спонтан човек сум, не можам од сега ништо да ветам. Сакам спонтано да се случат работите за да биде природно и да не неќам сценарија, неќам глумење, неќам маски, неќам ништо, сакам да видиме луѓе што сме пријатни, приватно како што сме, така да видиме и јавно. Добре, јас мислам дека ти си доста вреднуван од публиката, ама не доволно колку што вреди ти и твоите проекти, затоа ти посакувам уште многу поголеми успеси. Фала вере, Со ама секој јас сметам нареден дека проект. имаме уште за работење, така да Добро, прва ќе се секогаш радувам. имаме уште за работење, ама ти правиш нешто многу паметно и секој пат кога ќе правиш, го правиш како што треба. Значи, кога ќе се фатиш за една работа, ја правиш како што треба и многу ми е мило заради Па тоа. секој си кажи публиката дали како што треба. Како што треба е, ама бројките покажуваат. Тоа е Точно, тоа. да. Значи ти не си човек што по секоја цена бери кликови со тоа што вика гости што е за срамота да ги викнеш и ги прашува работи што се за срамота да ги прашаш. Да. Туку се занимаваш со поквалитетни гости и теми и сепак имаш бројки. Така да тоа е се што треба да јас се и знае. Тоа велам, луѓето што ме гледаат веројатно се културни луѓе кои што сакаат културна публика и културна емисија. Јас затоа кажав, не одам на скандали, не одам на жол На печат, сеир. на рекла казала, сеир и така натаму, гледам да го излечиме. Оти во културата, на пример, па има проблеми, така, и се да и тие проблеми да ги разглавиме. Добро, да, не се борец, само, само на се пример, која со покултурни. кој спиела, кој зошто како правил приватниот живот, си е приватен живот, не е за пред камера. Сепак скандали може да има и во Југото, така скандал е ламелата што ми изгори. Да, и тоа е скандал, не мора да се поврзи во сексуална конотација. Ето така. Тоа е тоа. Ке ме караш дека многу долго правевме муабет. Чекај да видам колку сме, ама ако чекај, добро, 33 минути доволно сме, верам. Верето ме кара дека кратки сум ги правил емисиите Да, па пола сат. кратки се, јас би правела до 1 сат. Реално уште многу имаме што да збораме, ама Знам окей. дека има уште Кажавме се што многу. ни беше битно да кажеме. Ама возиме едно друго, нешто друго е во студио кој ќе седнеш, посконцентрираш си, подлабоко можеш да влезеш во темите. Ова е некако така. Ми направи вака сам малце тука да ми вака како знаеш, Како ти е? како така носталги ме фатија. Да се вратиш пред камера? Ама нема. Ајде пишете во коментар дали верете сакате да ја гледате. Нема ќе треба да Како гледам што имам водител. правено, ќе се срамиме. Има верето, не бе во емисија имаш водено и така натаму. Така да, еве го Ива, ти иди кај тебе, фала ви на сите што не гледавте. Прв пат сум еве од ова страна на Југото, некој да ме вози да ми прави интервју. И последен, пошто иначе љубоморна сум, ќе се налудам. Да, преубо си поминав, вере, морам да И јас многу си признам. поминав, стварно. Супер си Фала како- ти што ми дозволи да ти го возам Југото. Да, се набегање јас ќе возам. Знам. Убаво возиш, супер шофер си, само Југо е во Само во прашање. Југото не. Да, иначе јас многу поубаво возам од ова, ама Југо. Ама полото твое. Ама полото Е, па мој. тоа е, кој ќе се навикни, се прв пат го возиш Југото, знам како е. Да, Јас кој рачуна. смена пламелата како нова кола ми беше. Така, велиме чао. Чао. Чао.